Поштовани гледачи, добра вечер. 11-та емисија Подкаст Радар. Јас сум Сотир Костов. Вечер очекувам да биде лудо и незаборавно, а еви и зошто. Мој гостин е Сашо Ташевски. Актер, писател, урбана фаца. Ќе одиме прво со актер. Добро вечер. Добро вечер. Како си ме бе, Сашо? Топ. А знаеш од кога не сме соработували? Јас си драго ми е што си топ. А знаеш колку години сме соработували? Нека живееме од каде. Не кажуваме, ја мака неам да ти кажам. Како беше неделен брифинг во понеделник. Да. Сашо, а една асоциација да ти кажем, ќе ти текне? Ајде. Карантин. Не текнува. Карантин. Па ти си едини човек што ме прати во карантин. Не успеа власта поранешно да ме прати. Леле, не ми Ко ти текна. дадовме на крајот да водиш емисијата и ко растури ти, ко рече дојдоа луѓе со скафандери. Заборавил тоа. Го зедоа Сотира, го однесоа, а малте него сум лудница. заборавил на па тоа, знаеш ли да. дека Александар Станковски направи драма на тоа? Немам спонзор, уште барам спонзор. Рембрандт. Ти ќе бидеш, да, Рембрандт. Ти ќе бидеш еден од актерите. О, драго ќе ми Што биде. ќе водиме, ама спонзор ще треба да најдеме. Тоа е тоа. Не можеме све од пензијата да финансираме. Добро, моја Сашо. идејата, авторство тоа. Да. Сашо, ај се каже ни колку години актерско искуство имаш? Колку години се бави? Со примарната дејност ќе те чачниме, па ќе видиме како ќе се одвива понатаму. Од 91 кога се запишав на ФДУ, од 95-та во драмски, неофицијално, официјално од 98 со овој неодредено време работен однос. Да. Да, значи од тогаш. Ама од Турција така вела, ама од како завршив глума, факултет, ми текна дека прво ми текна дека во средно за да губам часови прифатив да играм во една представа по повод патрониот празник на Никола Карев кај Шучев. па тоа се вика досетливост. Не, него мене ми текна тогаш дека сум играл и знам, бевме на аудиција и мене ме примија Даме Груев го играв, а мене ми беше да влезам, пошто ми рекоа еден месец ќе губите часови. И мене за тоа ми беше најмногу. Воопшто не сум имал желба. И го играв. Мите Грозданов беше режисер, покојан и така. А текст беше на Симе Илиев. Не знам како се викаше држиле текст. во кочани. А ми текнува, после ми текна дека до четврто одделение имам играно у 2-3 представи, секогаш ми дава за мисли да играм бугарски војник, све негативци. Ти и бугарски војник. Да, и ја го апсев у една представа шумкарот Чадиковски Владимир, познат наш хирург детски. Да. И јас го апсев и знам дека публиката даде громогласно смеење кога му реков Шумкар, каде бе ти нешто со Шумкар беше, знам. Овие млади не знаат да што е шумка. Да, замисли сега јас ова бугарашиве наши ќе го прифатат со големо воодушевување. Те си играл бугарски Тоа е окупаторски судбината на војник, актерот, да. Да, точно, да. И најлошата улога да одиграш Да. гениално, перфектно. Така е, да замисли. влезеш во ликот, да го живееш ликот. И отпосте ми текна дека Да. јас и пред да се запишам на глума, ако без сум отишол на глума, сум се запишал без амбиции, затоа што јас сакав друго нешто да студирам, ама почна граѓанската војна во Југославија. Супер талентиран ми стоиш. Ај се вака одиме со кратки асоциации. Војдан Чернодрински. Мене Војдан Чернодрински ме потсетува на првата награда што за тоа. Да, тоа ми беше тоа ми беше прво признавање од светот на уметноста. Па не е мало да ти кажам. Па не е мало, Не е да. мало. И тоа е многу важно, ми беше важен период дојде и тоа е веќе кога еднаш ќе те признае светот на театарот и после е многу по така. Даските кои живо значат. Ај вака кажи. Знам дека ова не го сакате вие актерите. Драма или филм? Или и. Па сега ќе ти кажам. А знам дека не го сакате ова прашање. Не бе, убаво е прашањето. Има и убав одговор. Ајде. Секој прашање заслужува одговор. Театар се прави од кејф, а Да. филм се прави за слава и пари. Ова не сум го очекувал, али многу интересен одговор. Да, И да знаеш тука си негде, близко Да, си. па тоа е тоа. Ја Да. кажуваш реалноста. Затоа и најголемите глумци што ги познаваме овие од Холивуд, што се Јал Пачино и Де Ниро и не знам, ова кажија глумицава Мерил Стрип и сите тие имале завидни улоги во и Кристофер Уокен имале па Бродвеј. завидни улоги во театар. Па Бродвеј прво се да, знае. завидни улоги правеле во театар. Шо?
Дали грешам? Мислам дека и во тетовирањето има. Или грешам? Не, во филмот? Да. Не. Не, те нема? Не. Немаш нешто? Играв, па ја добив уствари драмска наградата. серија? Нешто? Нема? Не. Јас ја добив наградата фактички на Војдан Чернодрински за улогата Цибра во представата Тетовирани души. Ама Значи не, тој е на филмот, Горан Стефановски. без разлика. Да. Без разлика. Ама е да со тетовирање. Знаеш зашто? Малку ја збркав филм театар, а денеска, знаеш дека многу сакаат да не ги тетовираат душите. А тоа многу одамно не го предвиди Горан Стефановски. А ја мислам најлошо е кога душата ги тие истетовираат. Па он тоа го Сега кажува. мислам нова политикава регионална, источна, западна, јужна. Он тоа го кажува у драмата, вика. Да. Ај подсети не малку. Кога дедото, кога таткото стариот го играше Светиев, му вика на Војдан, тој е главниот лик. Фактички кога му вика зошто вика дозволувате вика со такви вика мастила вика да ви ја загадуваат кожата која што треба да остане ваша чиста како што е. И баш тоа е зборот, мислам, кој што го употребува Стефановски Горан, вика ја загадуваат. Така што фактички тетовирањето е некоја си современа верзија на она што сме го гледали у каубојски филмови кога говедата ги жигосуваат. Брендирање, да. Ете тоа. Така. Му доаѓа слично. Сега не ќе да навредам затоа што е тоа мода и тренд, нели? Но во суштина е тоа. Затоа што некој сака преку таа тетоважа да прати очигледно некоја порака. Сега што се случува кога таа порака престанува да му значи и онда сака друга, ама тоа никако не можеш више да го избришеш. Мотивот ми беше едно што те запознав на многу специфичен начин. Дружбата кратка, ама е вака ја одржуваме. Ти мене ми стоеш многу интересен лик од македонската култура и уметност, да ти кажам. Затоа и реков и урбан лик. Знаеш како Скопјани, ја не сум скопјанец, ама 20 и колку таму години, 5-6 сум гастарбајтер овде, некако во немал процент имаат погрешна представа за урбаните легенди скопски. За мене урбана скопска легенда е кој значи нешто во културниот, уметничкиот, духовниот живот. Ајде не данди ние неа, мада имаме неколку ликови такви, ама боеми или било шо, ама пред се ја ставам културата на преден план и уметноста. Сега овој удовод го дадов бидејќи пак едно прашање кое многу не е популарно. Кај сме ние со културата у Македонија, у Република Македонија? А твое видување сакам? Ти добро прашање отвори со овој првиот дел од прашањето. Од тие причини нема никогаш да бидам во колективната свест на скопјани како стар скопјанец. Не, убаво знам што зборам. Како стар скопјанец, урбан скопски лик, затоа што немам испиено 150 тона појма немам. Виски, шток, немам и шмркано, не знам. Да, тоа немам, значи некој заведено нака ноќен живот у смисла да сум киснал по некои најпознати шминкерски места, сум модел, но не сум бил од тие ликови. Така што од тој аспект нема никогаш да бидам тоа. Сега друго е што... Тоа има други појмови. Да, ама е работа што никогаш не можам да влезам у таа дефиниција со ова што се бавам. А би требало да биде така ти како што викаш, ако добро те сватив. Ја мислам се бавиш со најубавото нешто со културата и уметноста и за мене тоа е урбан. Да, ама Ама обично кога се дефинира со урбани скопски ликови се оди од некои сосема други вредности скалела, да. Ај вака сега. Иначе културата ме праша, тоа што е културата. Културата ти е колку пари, толку музика. Ама тоа е жално. Па тоа е жално, ама тоа треба да биде и приоритет на самата држава онака. Затоа што познато е дека најголем репрезент на една држава во светот е во суштина културата. Не толку спортот колку што е културата. И она е позната. Најголем амбасадор. Да, и она позната анегдота на Черчил кога влегол министерот за финансии кај него кога почнува Луфтвафе да бомбардира Лондон и влага успаничен кај него без да тропне на врата, влегува онака и му вика господине го направи список од кои области све да скратиме за одбраната, вика, на Велика Британија, на Лондон.
и гледа овој списокот, на прво место култура. Вика, што е, вика, ова култура? Ова, вика, одма бришете, вика, за култура, вика, секојаш и треба да има многу пари, инаку за што се бориме, ако ја нема културата? И вика, еве ви, другото све можете, културата надвор. И кога го зима овој списокот и му вика, и на излегување, му вика, само сега немојте на излегување да заборавите да затворите врата, следниот пат кој ќе влегувате кај мене, не заборавите да тропнете на врата. Така да тоа е една позната анекдота. анекдота. Присеќање сега ќе премотаме лентава денешно време. Ова интересно што го кажа со Черчил. А што правиме, од кај ги наоѓа Европска унија парите сега за војните, за одбраната, каде тешки милиарди до година и следните 4 години треба да оделат да се наоружат. А велат пацифисти не сакат војни. Од каде па тие пари сега ќе се најдат? Сега одиме малку у политиката. Ама ако, убаво. Право да го оправдуваш тоа? Па еве, два пати во 2 недели, мислам дека 2 пати ја дава таа изјава дека Мерц, германскиот премиер, 2 пати ја дава изјава дека истата изјава дека Германија, го парафразирам, дека Германија ја подготвува најсилната армија во незината историја. Не ти мири sa тебе тоа нешто? Да, секој нормален што малце повеќе знае чиви зборови се тие и кога беа кажани кон средината на минатиот век, кога беше подемот на Адолф Хитлер, значи тоа беа исти негови зборови и тој тоа го направи. Само што исто така ако веќе тргнат по таа логика, по тој пат, нели, еве сега оваа фон дер Лајен се воведува во улога на како се вика тоа, собирач на рекет, оди по државиве у Европа, им бара плюс пари за војниот буџет. Треба да знаат и друга работа, да не заборават како завршија тогаш кога има најмоćната армија на светот, кога се зафркна, кога отидоа на Источен фронт. Ово го И кажеш. како се вратија назад. Добро е подсетувањето. Да. Значи, секоја таква идеја која оди во полето на нацизмот, на фашизмот, на иредентизмот, на шовинизмот, се удавува. Нивната мотивација е многу логична од една страна, зошто им е потребно војната во Украина да продолжи барем до 2030 година. Они сакаат да си обезбедат преговарачко место на масата помеѓу Путин и Трамп, кои очигледно не се замислени. Не ги сака Трамп. Очигледно не се замислени да седат на таа маса, никој не ги става во опција, но они свесни дека ќе бидат најголемите губитници со Украина ако не седнат на таа маса, а овие се договорат, свесни за тоа и дека ќе ги загубат милиардите кои што ги вложија во Украина, они мораат додат на варијанта да ја одржуваат војната на Украина во Украина и понатаму на висок интензитет, затоа што од друга страна се свесни дека веќе се свесни дека таа војна нема да заврши со линија на разграничување, што значи таа нема да заврши скоро. И они се свесни за тоа и затоа им е потребно да го продолжат тој процес, таа состава. Посакувам да не им се остави желбата. Ово изглед малку ќе го прекратиме во политиката, се враќаме на културата и на уметноста. Нова асоциација, Шмизла. Шмизла беше моја прва книга збирка драми, едно од драмите се вика Шмизла. Инспирација? Ја обично како се вика тоа, на некој начин у моите книги сум хроничар на моето време у кое што живеам. Тоа сакам да го чујам. Така што сум современ хроничар. Да, но јас сум хроничар на интеракцијата, на односите меѓу луѓето, на нивниот менталитет во одредени декади, на нивната интеракција, на нивните амбиции, пориви, желби, мотивациите што ги водат, нели? И обично секогаш се доаѓа до тоа дека главна мотивација, конкретно сега за овој случај, на луѓето у принцип, особено кога е во прашање машко-женските односи, основната мотивација кај мужите се парите, моќта и сексот, нели? Така што нормално е во таа ситуација. Во третото го признава, првите две не ги признава. Кој? Сексот. Да. А парите и моќта не. Па добро, да, тоа е исто позната реплика во филмот Scarface, кога овој Тони Монтана му кажа на тој другарот негов, му вика: "Џабе, вика, сега, вика, одиш пристапуваш на девојка кога сме уште никој ништо, обични војничиња сме во кај овој капово што има. Вика, почекај, вика, да дојдат пари прво."
Кој ќе дојдеме до пари, ќе купиме политичка моќ. Кој ќе имаме и пари и политичка моќ, ќе ги имаш сите жени на овој свет. Така да не се замари, сега нема да направиш. Ти имаш и една монодрама, мислам, секс, Секс, дрога и рок-н-рол. Да, да. Да, тоа е за... Ја имам дел од книга за битници и хипици на тој дел, со Александар заедно ја пишуваме со Рембрандт. Да, таа темата е за друго, за една рок Да. звезда која што почнала од нула, од ништо, станал голема рок звезда и пак се вратил, као затворен круг, пак се вратил на она што бил некогаш дури полош. И е тоа се... Зашто полошо, за да сванам објасниме? Затоа На што... пониско ниво оди? Затоа што, например, станува многу познат, многу славен, станува дури... Да, дури агент станува на големи звезди и така тоа го пореметува славата и парите и се откачува и пак се враќа на она што бил некојаш, нели, никој ништо, нели. Се еден израз, младите генерации не го знаат, средните и возрастните го знаат, ама ќе го објасниш ти. Угурсус. Угурсус. Ама те молам ми поимам на објаснико. Тоа е единствена книга на која што сум ми го промашил насловот, обично давам топ наслови за книги. Па сега ги да кажам. Кажи бе. Мене ме бендисуваат. Не, ама затоа што ти е познат зборот. Да. Ама ја мислев дека јас ако го знам од дете, дека тој збор... Турско мало од Кочени ми е познат. Јас нема врска, ја од деда ми не е битно од Западна Македонија, ама сум го слушал од мал, Угурсус. И ја која давав насловот на романот, иначе што е баш супер роман, и викам Угурсус ке се вика добро. И ја од кој излезе романот сватив луѓе кои ми пишуваа, абе што е тоа Угурсус, што е? Јас сватив дека повеќето луѓе не знаат што е Угурсус. Да. А Угурсус по синониме, по турски некој синониме Баксус, но кај нас има и друго значење, обично се употребувал Угурсус. Повеќе значење обично. Да, обично Угурсус се употребувал, ако ти рече Угурсус еден пример дедоти, се однесувало на тоа на типче тврдоглаво, што ако треба нешто што намислил, ако треба низ зид со глава ќе помина, ама ќе го направи тоа. Угурсус и у таа смисла се употребувал. Да. Ама луѓето не го знае, и сватив дека треба да им објасниш на сите што е. Мене ми е симпатичен наслов, бидејќи ја имам една многу интересна пред 7-8 години колумна, Тапаѓос. Спротивно е од ова, ама не сакам да зборувам за нези, таа е политички трактат. А што е значењево на Тапаѓос? Тапаѓос, тапат човек, за Тапаѓос, добро, за Тапа јасно е. Некој вика Тепејос, ама ние во Кочени велиме Тапаѓос, пак е турцизам. Пак е турцизам и го зедов од еден есеј на Гане Тодоровски и си направиш кејфот, што би рекол. Ти си направи кејфот, напишав за едни луѓе и така ми Угурсус, Тапаѓос или Тепејос ме враќа во младоста, во детството, во Кочани. Да, добро, има варијации. А нешто помодерно, аеродромци. Ајде, А што ајде? Мислиш, ја не... Ти ми даде 2 книги, не заборави. Аеродромци ја немам, ама ми звучи нешто современо. Се дали е така, аеродромци ти ќе кажеш. е исто збирка од 5 драми, едната од нив се вика Аеродромци. Тоа е иначе многу добра драма. Два лика има у драмата, кои што седат во аеродром на некоја клупа и пијат пиво. На многу луѓе им се допадна таа драма од мојата бранша, некои битни режисери дури сака и да ја изражираат. Еден албанец, Куштрим и Унковски, едно време беше запален. И Унковски беше запален за не едно време и дури он една прилика на времето кога контактиравме за книгата, често пати се наоѓавме, седевме во круг и дури ми рече, абе добро, зашо овие двајцава на клупа никогаш вика не пушат трева, него само пиво пијат. Абе викам Унко, у секоја современа македонска драма сите нешто треба пушат. Башка викам, главната карактеристика на тој типови на аеродромци у моје време, значи не беше тогаш марихуана, не пуше, ама пиво пиење и прајање муавет како ја и ти еден ден ке станеме милионери, а уствари не се поместуваме од клупата со години и тука и не стемнува. И во смисла на биолошка смисла не стемнува на таа клупа, тоа е уствари феноменот на аеродромците. Зашо ја праќаш. Види, ова веднаш ме потсетува на нешто, ќе ти кажам, јас сум го доживеал на поинаков начин, седењето на клупа во аеродром во паркчето, пиење пиво со синот на Евтим Клетников, Филип Клетников, моментално во Америка е професор, нешто предава и ова и она. Кога виде дека јас организирам со мојата екипа научни јавни трибини 17-та до денес, ми вика, абе Чичко Сотир, абе вика една домашна задача да ти дадам, машала, вика, младичу, браво, која,
Абе, да ти поставам едно реторичко прашање, вика, а ти претвори го научна јавна трибина, возможен ли е Рацин денес? Седиме на клупата, пиеме пиво од лименка, го слушам насловот, за 2 месеца во Public Room направивме невидена научна јавна трибина со учество на филозофи, јавни лица, културњаци и уметници. Возможен ли е Рацин денес? Ја како аеродромец, ја не сум аеродромец. Јас кратко излагање ќе имав, ќе реков, ќе речев само шо ќе повториме. Ти ќе ми речеше Тасевски, господине, што мислите, возможен ли е Рацин денес? Јас само ќе кажав не. Ја ќе речев да. Добра. Ај вака сега. Она што е непопуларно, ама не смееме да избегаме од него. Сашо, ќе не биде ли бе нас Република Македонија? Ајма ако се во политички води да влеземе, бидејќи како бе рече, се е политика. Зоам политико на Аристотел и така натаму. Те молам, кажи ми го твоето видување, имаш многу интересен микс во овие твоите домашни подкасти. Не сакаш многу да ти ги зборувам, ама јас сум воодушевен од нив, кога миксаш сатира, хумор, духовитост, современост, реалност, тешка вистина, им репкаш во рогови на одредени личности. Аз сум го видел тоа кој ми гостуваше во оној подкастот пред 4 години. Кажи ми, ке не биде ли бе, Сашо? Ака ти го прашувам, културњакот, уметникот, писателот, човекот кој праве подкасти, кој не сега зборува за своите подкасти, Сашо Тасевски. Тоа молам да ми кажеш. Сега ние ја живееме познатата хамлетовска дилема да се биде или не. Фактички нас не доведоа во таква токму во таа екзистенцијална состојба да се биде или не. И баш ние сме сега токму на таа раскрсница и работата е што зависи само од нас. Видовме 35 години една формула. Каролина така ни пееше, ама не се опаметивме пред некоја година. Од нас зависи. Да, добро, да, не ми текна. Ја употреби убава мисла употреби. Извини. Значи, кога гледаш дека 35 години, дека една формула, една тактика или стратегија, кажи ја, пошто е дугачко време тоа 35 години, кога гледаш дека не вродува со плод, не даваш голови, логиката е да ја смениш. Кога веќе ја менуваш, најлогично е нештата да ги смениш коренито, за да видиш што може тоа да донесе, колку е и нормално, тоа подразбира и учество на преземање на одреден ризик. Во таа смисла, денеска баш го видов тоа, овие некои изјави тамо од Европска Унија, кај што наводно се отклониле од нашата влада, кај што наводно свесни се дека ги сметаат за непредвидливи, ги сметаат за нестабилни и решиле да од сега па натака нивните сугестии да ги упатуваат на нашата јавност. Што и да мислат по тоа. Сега, работата е што кај нив дефиниција на зборот предвидливост е снисходливост. За нив си предвидлив само ако го правиш она што они го предвиделе дека треба да го направиш. Очигледно, оваа власт не им оди по тој терк, без разлика што декларативно нашиве уште се изразуваат дека не го напуштаат патот за ЕУ, очигледно овие другиве сваќаат дека тие сепак нашиве зеле одредена дистанца и со право. Сега, треба да се издржи според мене на тој пат, тоа е game changing, менување на играта, тоа е менување на стратегијата. Мори и на правилата. И на правилата. Само на тој начин можеш да ги доведеш противниците во состојба на збунетост, да мораат да се прегрупираат, да мораат нешто друго да направат, нешто што можеш ти утре пак да го искористиш од твоја корист. Сега, како тоа ќе го направат? Поентата е да се одржат на таа траса колку што можат подолго, нормално ќе имаат се поголеми проблеми, очигледно оваа власт на ВМРО ДПМН не е воопшто по кејф на европските бюрократи, очигледно дека тие повторно ќе играат на брутално симнување на оваа власт, можеби ќе предизвикаат и некоја безбедносна криза кај нас. Немојте молам. Не, внатрешна безбедносна криза, Знам, без разлика што сме членка на НАТО. Мислам дека ќе се обидат тоа да го направат, имаат и моќи, инфраструктура и логистика тоа да го сторат, каква ќе биде, од кој тип ќе видиме, какви ќе бидат тие притисоци ќе видиме. Работава е што мора од нас зависи дали ќе не биде или не. Но, од дењето по оваа
жица на зихераштво и на лешперство, како што одевме до сега, очигледно не носи кон пропаст и кон исчезнување. И добро е ако тоа го сватат нашава власт и конечно ако ова сега што го прават им е смислено и систематски направено и дека додека ја одат по тој пат е добро да предвидуваат и други потези унапред. Со кого, како, кога, зошто, што да направат за кога ќе дојде моментот да бидат што позаштитени, кога ќе дојдат моментите на против удар. И кажа најбитните прашања кога се прави стратегија, а кога претходно стратешки се размислува за развој на една држава. Ми го предухитри следното прашање, кој рече можеби ќе се обиде да слушаат ова власт. Чекај бе, вака Сашо, убаво размислуваш. Абе, зошто да слушаат ова власт, кога ова власт некако еден круг затвори, ама фактички кругот го затвори народот, избирачите, претходните локални избори, минатогодишните парламентарни и председателски и овогодишните локални избори го затворија кругот и се бројките се малку страшни. Председателски отидува 451.000, ако не се лажа. Парламентарни отидува 440.000. Локалниве од 42 градоначалника плюс Скопје отидува на 54 градоначалника плюс Скопје, најмногу советници, без малку секде каде аплицира имаат мнозинство во советот со коалицијата, знам и вреди. Зашто бе даа турна тоа власт? Ја да разбирам народот даа турни. Не ги испорачала ветувањата, ама треба циклусот да заврши. Сакам да кажам, ти у суштината на нештото навлезе. Не треба ли малку да си го охрабриме народот, а пред се и ние да се охрабриме и да не дозволуваме шарени револуции, пролети и не знам што. Ама мислам дека овој пат народот многу е јасен и дециден по тоа прашање. Да. Народот еднаш се изгоре со така наречената шарена револуција. Да. И затоа они се свесни, они мислат многу добро знаат како во кој ритам сега диша овој народ и дека овој народ даде поддршка на ВМРО ДПМН заради овие најбитните национални прашања кои што претходно беа максимално да кажам прегазени тие црвени линии. И сега народот отворено кажува, мислам и на мои овакви видеоролни кога кажувам коментари, значи сите се едногласни во една работа. Па ја тие ти ги читам. Голем дел од нив се едногласни у таа работа дека, значи, владата мора да прекине да преговара понатаму со Бугарија, владата мора да избори мнозинство да го врати името, мора да избори мнозинство да го поништи или што треба тамо да го поништи, така наречениот договор за пријателство со Бугарија, значи да го оправда својот легитимитет зошто била избрана од народот. Народот беше свесен дека и понатака ќе живее во економска незавидна позиција, затоа што светот влезе во рецесија после ковидот, инфлација. Народот го избра ВМРО токму заради овие работи. Народот веќе долго време се чувствуваше понижен, се чувствуваше дека е тргнат на страна, дека секој може со него да си игра како сака, да го става под нозе, да го користи како мивка и така натаму и така натаму. Така што сега сега е се врзани садови, сега и оваа влада е свесна дека не смее да изгуби поддршката у народот. Дури ако има тамо некоја струја која што у моментов вели дајте да направиме пак све што бараа треба да знаат, дури ако има таква струја, треба да се свесни дека предавствата од тој тип не се исплатат, затоа што оној кој што ти го нарачува предавството, што ти го сугерира, прво тебе ќе те презре. Следен си му ти на одстрел, токму тој што си го предал својот народ. Што значи дека мора они, како да кажам, затоа они испраќаат порака свесни дека овој народ сега, дека грото, мнозинството од народот стои апсолутно за оваа власт и они се што пробуваат, знаат дека опозицијата, знаат дека опозицијата е премногу слаба, дека е немоćна да направи било што, ги видоа какви се резултатите од последниве локални избори, пуштија некои си тамо фрази политички од типот моноетничкото владетелствување на оваа власт со опасност... Така рекоа, ама не е точно ситуацијата. Не, со опасност да стане абсолютистичка, имаш една тамо упадица од типот
ние веќе не збориме, вие вика, ние вика пораката вика, ние не збориме за историски одстапки што треба да направите во според со соседите, ви имате проблем со судството, со ова, со корупција, со тие работи. Тоа држи. Држи, но го сваќаш што е мамецот лажњакот. Да, како не? Одат на тој наратив, демек, не е сега историскиот спор, оставете тоа, демек, ние тоа ќе се среди, дајте ви овие работи виде. Што значи со тоа индиректно сакаат на јавноста да галванизираат во смисла ова е причината, муцството што било од секојаш причината и корупцијата било од секојаш причината, но сега ја градат приказната наративот околу тоа, гледате ова е така затоа што оваа власт не е добра. А без разлика што тоа било 35 години назад и да не збориме што било. А оваа власт нема ни 2 години. Да, но практика. Да, но тоа се свесни дека тоа не може да им успее затоа што народот веќе не е глуп, народот помина низ една Голгота, од 2015 кога почнаа бомбите, многу беа излажани од луѓето, многу беа, им се случи тоа што им се случи, многу беа разочарани, после дури од СД, што беа и вака натаму, и веќе ти народот не можеш толку лесно да го... А они знаат од друга страна, дека власт која што има апсолутна поддршка од народот, ти не можеш лесно да ја дерогираш, лесно да ја... Ја велам дека нема веќе народ за лажење, Сашо. Па, и доста беше. Тоа е муаветот. Доста беше. Тоа е муаветот. Сашо, оддавна се занимавам со поимот пета колона, сум пишувал доста, сум компарирал, сум анализирал, некој аналитичар, ги антиважам, а твојата нарација на петата колона во Македонија најмногу ми се бендисува. Еден мој колега од оној систем зборува и за 6-та и 7-ма, као оди пред нас оди, ама твојата, а пета колона е пета колона. Те молам нешто на таа тема да кажеш, бидејќи не ти ласкам, твојата нарација за петата колона удира и меѓу рогови, и во срце удира, во сршта удира, не освестува да не дозволуваме да не ги тетовираат душите, сега ќе те парафразирам, да не сме да го дозволиме рибарење на човечки души и така натаму. Молам, кажи нешто повеќе во подкаст Радар за петата колона. И опасноста од неизе за состојбите, развојот на Македонија на секој можен план. Па никој во денешно време, особено европска држава, нема да ја сруши со агресија од надвор. Особено не ваква како нашата слаба, мала, некаде на Балкан отфрлена и така натаму. Значи, секојаш вакви држави се растураат од внатре. Сите тие обоени револуции шарени, дури кога се преземаат од петата колона, дури ако спонтано почнат, во моментот кога ја презема револуцијата, петата колона ја користи за своји цели, во истиот момент што сакав да кажам, во истиот момент е далеку поопасна за подривање на темелите на власта на државата од било која агресија од надвор. Домашни предатели. Да, затоа петата колона, значи, домашни предавници или платеници во содейство со странски агентури кои што се инфилтрирани во целата држава, во содейство со одредени медиуми кои што се спонзорирани од разни пари, од сиви, од црни фондови, од како се вика тоа, од црни фондови на странски тајни служби, кои што одат преку разни како се вика контроверзни странски бизнисмени или домашни представници. Трамп ги откри таа? Трамп ги откри. И агенциите и парите. И невладини, и луѓе по амбасади странски кои што имаат тоа цел да најдат луѓе, да ги врбуваат, да ги каптираат од доместицилното население, да ги подкупат, да ги направат со ова, со она, како што се прави сега. И сета таа мрежа ја создава таа пета колона, која што е, затоа ова на време на социјализмот, на комунизмот, некој ќе рече, затоа овие таа номенклатура комунистичка многу посурова беше и посурова беше кон разрешување со соочување со оваа пета колона, отколку со некој од надвор што спрема нешто, нели, да било што акции или терористички напади, многу посурови беа со овие, затоа што знаат од каде доаѓа опасност. Тито ќе даеше знак за акција и ги ловеа. Сега. Значи, оваа власт, ја верувам сега у луѓето кои што се главни во одредени безбедносни служби кај нас, кои што знам дека се патриоти, кои што знам дека се свесни, ама знам, кога кажувам знам, не го зборам тоа на памет, знам дека се свесни за оваа работа,
Само им треба, значи организирано да ги искористат сите ресурси што ги имаат. Кога мислам на сите ресурси, мислам на сите и оние институционалните, но и секој граѓанин буквално што е патриот, што се грижи за безбедноста на оваа држава, за децата каде ќе му растат и така натаму, да ги искористи буквално сите во таа борба со петата колона. Не можеме да имаме медиуми платени од надвор, со пари од црни фондови, кои што го трујат медиумскиот или интернет просторот во Македонија. Треба да бидат независен. Ајде да не продолжуваме. Да не продолжуваме, тамо вистина не знам кои се светија тамо, да историски податоци за Македонија, мислам, тоа се све, како да ви кажам. И треба тука државата конечно да се справи со сите овие субверзивни елементи, канцерогени елементи. Субверзивни. Значи, ние тоа сме го учеле, знаеш ти добро. Не подсеќаш на младоста. Да, сме го учеле специјална војна. Да, специјална војна, општонародна одбрана, предмет и така натаму, и во војска и така натаму. Што значи, мора многу сериозно нашиве сега да ја сватат таа работа, додека СДС самите се претворија во пета колона и шуруваа со петата колона, и беа врбувани од петата колона или содействуваа со петата колона, а беа врбувани од негде од надворешни центри, значи оваа власт, да, значи оваа власт мора да биде да се научи на своите грешки од минатото, овој пат да биде агилна, да биде таа која што не реактивна, него таа која што ќе прва ќе действува за овие работи да бидат исечени уште во корен. Акција, а не реакција. Не смее веќе да бидат реактивни умови поднос на тоа. Оти сериозно можат, особено во ваква ситуација, кога не играат по нотите што ги сака Брисел, оваа работа мора да внимаваат многу на оваа работа и тука да бидат безкомпромисни. Па имате и со тоа да пратат порака горе, нема више играње. Ние сме може мали, може сме слаби, ама ние ќе се бориме и ние нема да дозволиме некои работи да се случуваат понатаму што се случуваат до сега. Имаат лоша ука од кога победија декември 2016 не направија власт, мнозинство и влада, и ја мислам тоа си го знаат и си ја научија таа лекција. Го спомна поимот патриоти, би рекол патриотизам. Ја у задне време повеќе употребувам родолюбие од причина што почна да ни кажуваат патриоти биле да го смениш името за да влезеш во Европска унија и НАТО, а еве не влеговме. Во НАТО влеговме, во Европска унија не влеговме и се обидов да направам некој засврт, ама сепак е патриоти, патрија, можеби многу појако. Како културњак, како човек од уметноста, како писател, многу ми е битно, ќе ти кажам зашто за книгите те представував, порака праќавме ја и ти до публиката, особено ти, кажи ми твоето современо видување на патриотизмот и на македонскиот патриот во 21. век, третата деценија. За тој термин нема дефиниција. Слушај, тој термин изваден од модната индустрија или појма немам некој термин што влегува во мода повремено, па мора да излезе од мода за пак да влезе во мода. Се знае што значи зборот патриотизам, љубов кон сопствената татковина. Тоа значи љубов кон своето семејство, љубов кон безбедноста и животот и благосостојбата на луѓето кои што живеат у таа држава и самата држава. Едно трик прашање. Дали е љубов кон татковината, кон државата да ја го менуваш името? Уставното им. Извини, ама морам така. Сега дојде до главното. Види. Морам така. Види. Која е викаат трикот, најголемата вештина на ѓаволот е да покаже дека не постои. Например, кога имате вие предавници, пета колона, кој ќе биде нивниот најголем трик? Да се прикажат во својот спротивен пол, да се прикажат дека се патриоти. Дека тоа е патриотското. Нели како викаат тие спиновите на времето? Митарењето. Името ли леп ке ви даде. Тоа се тие спинови кај што ѓаволот се покажува дека не е присутен и дека не постои. Или ова е уште полошо. Ѓаволот се прикажува како ангел. И токму затоа до Фаустовското. И најјака, да. Продавање на душата. Апсолутно, еве го и Фаустовското. Еве го, доаѓаме. Најголемата, значи, вештина на петата колона
најсилното оружје на петата колона е способноста да релативизира. Ти, кога ќе ги релативизираш големите вистини, големите поеми, најсодржајните поеми... А не смеш татковина да релативизираш. Најмоćните поеми, кога ќе ги релативизираш, ти веќе ги бришеш границите и помеѓу добро и лошо, помеѓу црно и бело, помеѓу патриотизам и предавство, помеѓу живот и смрт. Значи ги релативизираш. Шо правиш со тој начин? Тотално го доведуваш цело општество, цела држава во некоја клиничка состојба на шизофренија. Веќе никој ништо не го дезориентираш. Тоа е нели крајната цел и на специјалната војна. Да го дезориентираш нација. Тоа е најголемото, они уште тоа не го сваќа Социјалдемократскиот сојуз, дека они најголемиот грев го правеа токму во тоа што они толку релативизираа за да се исчистат себе пред јавноста и за да протуркаат секој предавство. Се укашкаа повеќе. Не, они се укашкаа, но страотно ќе беше ако сето тоа им поминеше. Страотно ќе беше. Не сме повтор да помине. Токму затоа ги правиме сите овие муабети за повторно никогаш да не се случи. Тоа без некоја лична тенденција, без некои зли намери, си го браниме своето. Сакаме да сме свои на своето, а ние сме свои на своето во Македонија и околу Македонија и околу македонството или македонштината. Јас македонствувам, ти македонствуваш. Зошто ни го ускратува тоа? Зошто вела тоа не е битно? Измислуваат нешто на С, ја тоа никад не го изговорив во мојот живот. И едноставно сакам тоа да го заборавам, ама и да го снема и од уставот. Значи имаш ти во срцето на така наречената најстара, најнапредна цивилизација на човештвото Европа, која што Унија се базира на не знам какви копенхашки критериуми, на не знам какви темелни човекови права за самоопределување, имаш ситуација кога истата таа Унија ги погазува сите овие вредности темелни само во однос на една држава, кон еден народ. Практично тоа не е случајно. Па не е тоа ни случајно, тоа е Грција, па сега Бугарија. Ама добро, па тоа го знаеме тој. Па Франција. Па ги знаеме тие врзани садови. Па погледнете ги овие што се петоколонашки медиуми на интернет. Значи обавезно било која изјава што оди против македонството, што е антимакедонска, што доаѓа дали од албанци, дали од наши тука петоколонаши, дали од бугараши тукашни, дали од овие нели што ги спомнавме, овие од партијава на Социјалдемократскиот сојуз, дали од некои странски тука грчки, не знам што, дали се тоа бирократи европски, буквално ја објавуваат секоја вест која што во суштината содржи некој антимакедонски став. И обратно, на нивните портали нема да видиш вест која што некој нивни историчар, дури да е бугарски, кај што го штити македонскиот посебноста на македонскиот идентитет, таков нема да видите да објават. И фактички ние сме како да ти кажам. А нивните човекови право е били у Македонија загрозени, ти се молам. Од кога им шепна во Франција, сменете ја плочата. Да, не историја, него човекови права. Значи, ние сме, како да ти кажам, единствената, мислам, сега тоа е главно сега на тоа ќе оди петава колона кај нас, сега тоа ќе го трти, така да кажам, ќе го акцентира цело време. Гледате, Албанија ги отвори сите поглавја, оди пред нас, утре тоа ќе биде, не знам, Србија, можда, не знам, Црна Гора, не знам кој, одат пред нас сите пред нас ќе влезат, гледате, до ВМРО, ДПМН, гледате. А уствари тука можеш да им кажеш контра само една работа. Да, така ќе биде, ќе влезе Албанија пред нас, ќе влезе може и не знам кој пред нас, ама на ниедна од тие држави не им е оспорен идентитетот на народот државотворен. Чекај, ги отвори, а треба се затворат. Не, тоа е башка муабет. Не, тоа е башка муабет. Ме научи мене животот, дека тоа е. Тоа е башка муабет, ама што сакам да кажам? Непринципиелност, она што се преќутува, што се спинува е токму ова, што на ниеден од нив не му барале да се и само избришат како народ, за да ги пуштат во таа унија горе. И тука тоа е голема разлика. Не можам да не ти кажам зошто почнав и ги посветивме време за твоите книги, за твоите дечиња, што си ги изнедрил во уметноста, во културата. Бидејќи и ја и ти во размак од месец-два бевме гости на една емисија каде што има Кавги, и наш пријател, предпоставуваме, на двојцата
уредникот на таа емисија, проба малку Мајтов да игра со моите книги и ја го прифатив тоа, ама Мајтов пак не му го оставив, јас се останав со книгите и ја реков првиот кој ќе ми налита автор да е налита на книги, ја ќе покажам еден друг однос. Сашо, морам да ти кажам дека покрај сопругата, децата, внучињата и мојот златен ретривер, малото го викаме, по пасош, има име, ма ја тоа име не го употребувам, Атена, најголем другар мене ми е книгата. Значи, вон семејството, мене најголем другар ми е книгата. Кога кафаната ја заменив со книга, ја 1/3 од мојот живот во кафана помина, да ти кажам. И тоа е книга. И тоа е книга, ама Тоа вечерва најјака не сакам книга. за неј за да Нема пубава Иначе книга. не бегам никој пат. Да. Ама кога сум дома, ки не сакам. Ја мислам дека повторно. Колку книги имаш прочитано таму? Најубавата животна книга е од улицата и од кафаната. Да. Тоа е втори, трет универзитет, што го имам завршено. Книгата, чакрите ти ги отвора, погледот, прозорците кон светот и така натаму, и мислам дека не треба иронично да се однесуваме кон неа. Ја ги немам сите твои книги прочитано, Шмизла прочитав, таа втората треба да ја најдам да ја прочитам, ти две книги можеш мене да ми ги даде. најдеш, не Не, ми даде ти книги. Да, си- ти дадов, си ама не заборај. постоја другите. Ја вечера не ти донесов мој книгу, ти мислам дека ти дадов кога Да, ми даде, се ми најдовме, даде, ми даде. али на следно гледање кога си пиеме таму некаде кај Ванила или како се вика кај вас кај Млечен, од новите книги ќе ти донесам. Ја сакам преку тебе, кој те ценам како автор. Како автор те ценам, бидејќи ти современите ми разработуваш и ти праќаш порака до сите, ама најповеќе до младите, како да се снаоѓат од твој point of view, од твое приод и гледиште на животните токови и теченија на младите. Книгата е најдобро средство, затоа книгата е најдобар медиум. Така те искористив и мислам не ми се љутиш, бидејќи тоа е најубавото нешто, преку својот труд да дадеш порака на публиката, на широката публика, а ти си човек кој зависи ова ќе сватиш преносно од публиката. Ти си човек на јавната сцена, ти си актер впрочем, ама не е за занемарување тоа што си писател. Мислам дека нема да ми се наљутиш, Нема зашо да се наљутам. Ти гледам се изненади кога почнав да ти ги кажувам книгите. Не, тоа не, знам дека знаеш. Најдов едни сајтови каде што има малку и уводи за нив и знам, така, ама самите имиња се провокативни. Него има една друга работа. Ајде, повели. Те гледам вака и ти се... Си го враќаш филмот? Не, друго. Ти се восхитувам на ентузијазмот, затоа што забораваш една работа. Тука се гледа тоа јаста на генерација, ама добро, јас го сватив тоа. Слободно зборувај. Ти сега допрва треба да го сватиш она старана реченица и кажеш живот пише романи, ама никој веќе не ги чита. Значи проблемот е што со младите книга не отвараат. Зашо пишеш? Јас затоа престанав да пишам. Јас се борам. Немој да продолжиш. Па нема поента, не читаат веќе книги. Ја имам една друга дејност. Само ќе ја спомнам, едукација, тренинг и обука, не си свесен какво влијание вршам преку таа дејност. Колку луѓе ми поминуваат, колку млади лидери, знаеш што, им давам задача. Има ова да прочиташ на следниот тренинг, ова ќе ми го одиграш, ова ги терам пред огледало да тренираат, да зборуваат, ретори, говорници кои сакат да бидат. Така да, точно е, ти си многу во право и не само ти, многу други кои велат дека македонците не сакат да читат. Не, мораме да го вратиме култот на книгата. Ја, оноко колку можам, се борам. Еве и ти како плоден автор затоа сме се пишувале, бориш. ама мислам дека таа борба ќе ни биде се појалова и појалова. Добро. Јас гледав некои политички документарци, Оптимист. гледав во серијал, кај што во меѓувреме се спомнуваш и во тој одредена декада, 80 или 90, што се читало во тоа време. Да не ти кажам. Значи, насловите, кои што вика во оваа година, пример 91 најчитани автори на Београдскиот сајм, ги редин авториви наслови. Пази, значи, денеска да влезеш у било која
за книжара да не правиме муавет. У библиотека да влезеш нема да најдеш 95% тие автори што тогаш биле најчитани во Југославија или на сајмот за книга во Белград. Сашо, ако Значи, годината дотаму не е- одидам во Белград и во Скопје на сајм на книга, промашена ми е годината мене. Ете, значи Ево, до да знаеш. таму е работата излезена од шини, да ти сега и она што се чита кај нас, што се печати, тоа е страутно Ајде комерцијално. последен тест. Докажете му. Не, сакам да кажам, тоа е толку комерцијално, да тоа од друга страна можеш комотно да им кажеш на тие читатели во наводници што купуваат таков тип на литература или лимунади, комотно можеш да им кажеш боле да не читате, да не си губите време. Од тие книги нема воопшто да си го облагородат нити своето знаење, нити своите светогледи, никако духовно да пораснат. Едноставно тоа не се наслови за тоа, тоа е чисто Преска, комерцијално. кога се возевме, ми изненади како ги знаеш сите битници, генерацијата прескипиците, ама сега ќе се подсетам, иако ти си релативно млад си, ти си 72 година роден, а Джек Кераук, го знаеш? Керуак. Кераук. On On the the road. Видиш, Аз сум ја видиш, чул. ова не е Е, наместено, ова... Сакам да Тоа ти е кажам. книга легенда, човече. Сакам да ти кажам. Тоа тие- ги изгради како генерација. Сакам да ти кажам, Ајде. еве твоја Ајде. генерација ја изградил. Сакам да ти кажам, тоа беа книги Да. што ние ги читавме на 17-18 години. Години. И Керуак, и Силвија Плат, Е, така. и Ален Гинзберг. Оу. И не знам у тоа време поети дури од претходниот век и овој Вилиамс и Милиамс и уште од претходниот и Бероуз. Шели и Мели. Ма ги има Да многу. не зборам Има. Морисон Дорс, поезијата на Морисон. Тој ми е идол. Да не зборам, појма немам тие што се како да ги наречам тие филозофиите на Тимоти Лири, неговите. Значи ние сме или у тоа време во Југославија што беа култните автори Момо Капор, Капор. Оклопџич, Моклопчич, тие таквите, појма немам, овој Звонимир, како се викаше, ај не ми текне сега, ми не е текне битно името. Хрватов. Добро. Не е битно. Значи, ние тие книги сме ги читале на 18 Од рака на рака одеа. Значи, од тие книги духовно сме растеле, тие книги ни го покажувале правецот кај треба да одиме, каква музика да слушаме, каков вкусот да го развиваме во кој правец, Филозофија на паланката. Ево. историја на уметност, класична музика, токата од Бах да слушнеш, не знам, некоја од симфониите на Бетовен. Значи, овие денеска ти викаш Керуак, ние одма се најдов на Ондеру. Да. Овие за Керуак не ни слушнале. Да не зборам за Добро, некој други. право си, ама јас се Нема- трудам да вратам Нема никош нешто. може да слушна до крај на И она животот. што го правам ја со пишување за рок музика, 65 години рок музика, музички икони, битници и хипи движењето, наоѓам најдоброто и се обидувам нешто, ама Буковски тоа лектирани било сега, како да ти кажам. Чарлз Херман- Буковски? А? Буковски го кажа? Да. Да. Херман Хесен и било лектира, уште не сме Да, биле да. процес на индивидуација завршен, А. уште сме биле средно школа кога сме очитале Сашо, Херман Хесен. убаво ова културно просветлување, така непланирано што го направивме. Последна штик проба ти правам, прашање, нема да се наљутиш, ќе се абстрахираме од вистинските личности, значи не одиме против никој сегашен и поранешен министер на култура. Пред 2 дена во едно студио вака реков, ја да сум јавен обвинител на Република Македонија, беше мотив дискусија стручна за случајот Пулс Кочани. Реков, ова ќе направам. Сега тебе ќе те ставам во една таква ситуација, ти да си министер за културата, за уметноста и за се што е културолошко, што ќе направиш за Македонија? Се абстрахираме од реалноста. Ти како човек ти си дете на културата. Не се луѓе, јас сум брендолог, ти си Не, продукт ќе на ти кажам културата. одма, ќе ти Те молам, свати го ова малку идеално, свати го. Значи, Не одиме против никого. Да не се повторувам. Ајде, Првото го кажав преска, Ајде. дека културата мора да стане приоритет. Тоа нашите политичари уште не го сваќаат. Тоа е кажано веќе. Некој го сваќаат и ќе го некој да. сваќаат и други. Тоа е кажано, го тргаме на страна. Втора работа. Кај нас прво што треба да се направи за да влеземе во Лигата на Европа, во Лигата на шампионите. Бундеслига. Да, во Бундеслига за да играме. Значи, ја не знам тоа како ќе се среди. Проблемот е зошто имаме малце пари у култура. Има премногу национални установи, куќи, кај што се одливаат парите. На сметка на тоа, наместо да направиме 3-4 национални куќи, кај што ќе бидат
покриени под капа нели на државата, уметниците што се внатре што ќе работат со огромни буџети за да можеш да станеш конкурентен прво во регионот, да можеш да се тркаш со Београдско драмско, со Сплитски театар, со Гавела, со Хрватско народно кazalište, со Љубљанско гледалиште. МКЦ Белград. Сакам да ти кажам, за да бидеш мора да се направи тоа. Подбре, значи да се скратат проектите во културата по етнички клуч, кај што мора да се одливаат пари за некои леви фестивали, затоа што тамо по етнички клуч мора да постои тој паралелен фестивал, поименем, кој што беше паралелен танец, не знам, паралелен джез фестивал. Значи огромен Културата не познава етничко. Човече, тоа е огромен одлив. Тоа е творење. Значи да се направи Начин на живење. Многу е важно да се направи регулација во културата огромна. Ова ти е најако. Вие имате Да се изрегулира. Вие имате различни критериуми на вреднување во Драмски театар, во МНТ и во сите останати во Македонија за унапредување. Да кажеме, јас сум актер втора категорија 24 години, со 2 актерски награди, со главни улоги. Ти си втора категорија? Втора категорија, значи ја не сум мрднал. А малку иронично, немој ми речи. Да, втора категорија, значи јас не сум мрднал погоре. Сега, во исто време, според критериумите нели на Драмски, што веќе исполнувам да бидам и прва, но небитно, во исто време имате театри во Македонија, да не ги именувам. Ќе предпоставиш каде се у кој дел и така и така. Кај што сите глумци се прва категорија. Па тоа сакам да ти кажам. Кај што земаат 12-15 илјади плата поголема од мене, никој не ги знае. Ништо не работат. Една представа у годината. Толку е. И никој, и како да ти кажем, и тоа представата се прави еднаш, се одигрува премиера реприза, понекогаш ни премиера. Толку добри режисери, толку добри актери имаме, наградувани во странство. Во Западна Македонија, дури ни премиера се нема одиграно. Дадени пари, отчет никаков. Драмски театар у моментов, значи Роберт, колегава што е директор, како да ти кажам, еве ми кажува Куршуми на Бродвеј, најновата представа на Драмски, што е мега хит, се продава 1000 ден, единствена представа 1000 денари карта што се продава. Вика ние веќе 70% со 6 одиграни представи 70% го вративме буџетот од министерство. Пази, нас министерство не никој пара тој назад буџет што го дале, знаеш како иде тоа не. Но Роберт чист пред себе сака сепак зел пари од министерство, сака да ги оправда парите. Века веќе со 6 представи сме 70% од буџетот е вратен. А што се мала бројка? А таа што ќе се игра 50 пати да кажеме или многу повеќе од 50. Па твојот домицилен театар е познат со рекорди играње на драми. Токму така и си ги оправда парите. И сега Драмски театар наместо утре Солунски патар. И сега Драмски театар наместо следната година да има буџет за представи од 500.000 евра, оваа година има ВМРО го качија, беше претходно 50.000, последно оваа која беа, сега се 92.000 евра, наместо следна година Драмски да добие оправдано 500.000 евра за буџет на представи годишен, ние нема да можеме затоа што разни икс други проекти одат по други проекти, се одливаат пари башка во одредени ситуации на одредени театри, струјата им се плаќа од министерство. Да. И после немало пари за проекти, па како ќе има пари ако ти 8 милиона денари платиш некому струја? Значи би се трудел, второ рече што е најбитно за мене, да се изрегулираат за есенцијалните односи и добар проток на средствата за развој на културата, да се алоцираат така средствата, значи ти да бидеш конкурентен утре, да не ми доаѓа мене некој шклир режисер од една наша соседна држава и ми вели дека представата му кошта 60.000 евра. Ти гледаш детска представа како да гледаш. Вие со толку пари ќе направите. 60.000 евра, тоа е најевтината што е у тој театар представа на Рута. Значи детска представа гледаш, како да ти кажам. А тебе ти е целиот буџет минатата година, не ова, ни беше 60.000 евра. За целиот буџет. И ти сакаш утре конкурентен по фестивали големи да те викаат до ова, до на... А некој ќе отиде со такви гофов представи. Ние одиме добро. Вие носите награди, Не е спорно, ама друго е кога одиш со... Значи ни треба револуција во умот, би рекол, во срцето и во душата на културен план. И само и види, и доза на бескрупулозност. Ако си решен... Културна револуција. Да, ако си решен да го смениш нешто, то onda сменувај го. Ама немој да кажуваш дека глумците имале големи плати. Како не? Како да ти кажам? Кај ве најдоа? Тоа е, како да ти кажам, тоа е толку депласирано, толку е без везе што е просто, знаеш, дури смејурија.
Значи, направи нешто да направи елита од културата. На вистина, највредните, најдобрите, оние што најмногу ги оправдуваат вложувањата во нив, дај им на нив бе пари. Не на некој што ништо не враќа од тоа, дури нема никаков И отчет ќе направат додатна вредност и ќе ти вратат во едукација на млади. Не, проблемот е што тебе како врвен театар се те сведува на ниво на овој кој што ништо не прави. И драмски. И тоа е тоа. Драмски. Тоа е поим. Ајде полека да. Морам да ти кажам дека оваа 11-тата емисија со тебе ми е без никаков план, без никаков сценарио. Прв пат не носам ништо со ми, иако ја не сум понаден дека не го читам или било што. Ма така порано на овие емисии претходни се држев да некој нешто замислено во главата. Овде инспирација ми беше муабетот што го водевме пред да дојме во студио и вак твоето творештво, се љутел ти или не се љутел, за мене ти си урбан скопски лик. Јас имам црс карактер, ако ќе анализирам нешто, ако ќе кажам, биди сигурен дека е така, да ти кажам. Ја би ти го дал микрофонот денеска за крај, практикувам секој пат така, да дадеш твоја порака до нашите гледачи, до македонците. Да не објаснувам, под македонци мислам на све, на албанци, турци, срби, власи, и така на бошњаци, и така натаму. Што треба ние да си направиме и на културен, и не само на културен план, да си ја одбраниме државата, да си се одбраниме самите нас и да си создадеме услови за подобра иднина, развој, економски, социјален, секако. Те молам, така у твој стил, а твојот стил те изгради еден прекрасен имидж, кажи го тоа, па макар било и кратко, средно или долго. Да. Повели. Трите по... Прво, треба сите исто да размислуваме. Или барем приближно исто да размислуваме. Ако не размислуваме исто, ако сме како рогови во вреќа, ако секој си тегне на своја страна, ќе го добиеме она што еднаш го добивме, кога се распадне на голема држава, која беше искористен тој недостаток на консензус, недостаток на недовршен процес на градење на нација, една држава се распадна како што се распадна, ние го живееме, не знам како да кажам, второто полувреме од тој процес, ние не ги извлековме лекциите од тоа што се случуваше тогаш и затоа кај нас се уште се дозволуваат некои работи, но мислам дека сите треба да станат свесни за онаа приказната стара со таткото и 7 синови, која собрал 7 прачки и која рекол, ајде сега скршете ги која се заврзани во снопче, не можеле. Ај сега која го растурил снопчето, скршете ги една по една, сите ги скршиле, вака вика ќе ви се случи ако не бидете сложни. Секоја држава, дури и Македонија, ја доведат ли во ситуација да ја подела, да ја распарчат, никој нема да биде посреќен од тоа што бил денес или што бил вчера, па дали тој се приколнил кон голема Албанија или голема Бугарија, тој нема да биде посреќен, а самиот тој распад што го спремаат, на што играат на оваа карта, на тоа разединетост внатре, немање консензус, немање завршен процес на, кажи го, на нација. Што сакав да кажам, дека ми летна мислата. Ке ти се врати и да не Да, нема врска, ми летна мислата, изгледам многу зборев и се заводи. Не, напротив, не збореше многу. Јас да ти се заблагодарам за гостувањето, за инспиративното говорење или дебата. Ја ова го сватив еден вид наше, твое и мое трето полувреме во, за и околу културата низ призма на нашата татковина Македонија. Уште еднаш ти благодарам, се надевам дека во блиски иднина пак ќе соработуваме. Мене ми беше задоволство да разговарам со еден таков творец, со еден таков културњак, уметник, автор, писател и ќе завршам како и што почнав, урбана скопска, овој пат ќе кажам, фаца.
Ти благодарам. Ти Фала. во твоите подкасти практикуваш, Да, еве ќе се- се скопирам, секогаш- ќе се поздравиме. Секоја што тебе И се инспиративен надевам муабет. дека бевме барем малку интересни. Па јас се надевам. Ќе ми кажеш благодарам. реакции. Во секој Фала. случај. Почитувани гледачи, тоа беше подкаст Радар. Се гледаме следната недела. Дојдување. Секој е добро.